Добар ден на сите, благодарам што сте тука. Медиумите веќе, па и граѓаните и вработените во Министерството за одбрана и армијата знаат дека колективниот договор кој што е потпишан уште во 2013 година предвидува на вработените во Министерството за одбрана и армијата за непрекината работа во ефективно траење од 15 години да им се доделува јубилејна награда во висина од една просечна плата. Тоа било договорено и потпишано во 2013 година. Од 2013 година до сега, значи цели 4 години, оваа одредба од колективниот договор не се спроведувала. И ниту една јубилејна награда на ниту еден припадник на армијата и вработен во Министерството за одбрана не добил право кое што му било гарантирано согласно колективниот договор. Тоа било причина во сите овие изминати години 700 вработени што ги исполнуваат условите за добивање на јубилејна награда да го тужат Министерството за одбрана. Од овие 700 тужби, 250 веќе беа завршени и судовите пресудиле во корист на тужителите и по тие пресуди Министерството за одбрана веќе долго време исплаќа не само јубилејни награди, туку и судски трошоци. Износот на јубилејната награда, споменав, е колку што е просечната плата исплатена во Република Македонија, а дополнителните судски трошоци, кои како Министерство сме ги исплаќале на оние кои што не тужиле, изнесувале околу 30.000 денари. Тоа значи дека само по основ на овие тужби, Министерството за одбрана исплатило повеќе од 13 милиони денари, а при тоа повеќе од 7,5 милиони денари се дадени практично само за судски трошоци. Министерството за одбрана не било добар домаќин, а од друга страна не било ни добар работодавец, бидејќи обврската која е превземана со колективниот договор не е исполнувана. Пред известно време во Министерството еден тим работеше на оваа тема. Констатиравме дека колективниот договор и сите работи кои се потпишани мора да се почитуваат и заради тоа, но и заради домаќинско работење со парите на граѓаните на Република Македонија, донесовме одлука да ги исполниме сите овогодишни обврски за исплаќање на јубилејната награда за сите оние кои што имаат непрекинат стаж од 15 години. И тука се случи вториот проблем. А тоа е дека заради 4 годишното непочитување на колективниот договор, испадна дека јубилејна награда ќе ја добијат оние кои имаат 15 години, но нема да ја добијат оние кои имаат 19 или 20 години и кои до сега требале да добијат јубилејна награда. Сметавме дека е тоа законски, но дека не е праведно. Колективниот договор беше таков да практично и мене и на било кој во Министерството му ги врзуваше рацете да не може да исплати јубилејна награда, иако сме свесни дека таквиот принцип не функционира. Добивме и многу сугестии, и многу барања и молби на луѓе кои основале армијата и Министерството за одбрана, дека не е во ред тие практично да останат единствени со куси ракави. Сакаме да го почитуваме законот, сакаме да ги почитуваме обврските, сакаме да ги почитуваме и парите на граѓаните. И заради тоа донесовме одлука која што е издржана и правно, јас би рекла, и етички. А тоа е денеска да се измени овој член од колективниот договор и да се каже дека правото на јубилејна награда го имаат и оние кои полнат 15 години стаж, но и оние кои имаат повеќе од 15 години стаж. Затоа, денеска, заедно со репрезентативниот синдикат со кој што е потпишан колективниот договор во 2013 година, се усогласивме и потпишавме измена на колективниот договор, со која што ќе се овозможи јубилејната награда, предвидена со колективниот договор, да им се исплати на сите вработени во Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија, кои имаат 15 години работен стаж непрекинат и повеќе од 15 години. Исплатата на овој надомест секоја година ќе се врши на крајот на годината, ќе постои можност доколку нема пари да се пренесе и следната година и практично никој да не остане без своето право согласно колективниот договор.
Сакаме и со оваа денешна одлука за која и репрезентативниот синдикат покажа и брзина и ефикасност, сакаме со оваа одлука да покажеме дека навистина ги почитуваме и институциите на кои им служиме и подписот и одобрението кои тие институции го дале. Колективниот договор е подпишан и тој треба да се почитува. После 4 години успеавме една по една сите обврски од колективниот договор да ги исполниме. И ова е уште една многу крупна обврска за која што до последен момент се трудевме да ги обезбедиме и парите и правните можности. Многу ни се важни луѓето во овој сектор. Македонија може да биде сигурна и безбедна држава ако луѓето кои што работат во оваа сфера се почитувани, задоволни и ако зборот даден кон нив се почитува од страна на владата и од страна на министерот за одбрана. Со ова, заедно со одлуката за зголемување на платите кај сите оние кои што служат во армијата на Република Македонија, навистина покажуваме дека сакаме да работиме на подобри услови во одбраната и помотивиран состав на армијата. На ваков начин ќе можеме да градиме силна армија, која што ќе ја гарантира безбедноста на македонските граѓани, но и армија на која што државата ќе ја возврати. Затоа сакам да се заблагодарам и денеска што и другите синдикати беа присутни на нашата заедничка средба. Сакам да се заблагодарам што брзо го решивме правниот проблем, што покажува дека кога има волја, има и решение. И убедена сум дека неправдата од 4 години непочитување на колективниот договор денеска со право, оправдано, ја исправам. Ви благодарам. Добар ден и од мене. На самиот чин на подпишување на колективниот договор од 2013 година, како председател на Синдикатот на одбраната и безбедноста и подписник на колективниот договор, кажав дека помалата битка се издвои, се освои, подпишавме колективниот договор, него поголемата неговата примена и доследно почитување на сите одредби тек допрва престои. Денешниот ден е само уште една потврда на тоа што го кажавме како синдикат во 2013 година, дека навистина работодавачите во Република Македонија полесно подпишуваат колективни договори, но кога треба да се испочитуваат напишаните зборови и нивните подписи да се испочитуваат, дека тоа оди малку потешко. Има објективни и има субјективни фактори. Драго ни, како синдикат на одбрана и безбедност, ни е драго што со министерката госпоѓа Радмила Шекеринска наоѓаме заеднички јазик за решавање на напластените проблеми. Еден сегмент што се однесува на обврска од колективниот договор на Министерството за одбрана према своите вработени во Министерството и во армијата на Република Македонија, денеска го затвараме. Тоа значи дека сите припадници на Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија, што имаат најмалку 15 и повеќе години стаж во рамките на Министерството и армијата на Република Македонија, се надеваме, согласно договореното, дека до крајот на оваа година, односно уште неколку дена, ќе добијат една просечна нето плата исплатена во Република Македонија на своите сметки. Тука борбата не застанува. Исто така, после интензивни разговори и преписки, кои што ние како синдикат сметаме дека треба да се одвиват прво внатрешни, а потоа и да запознаваме јавноста, доаѓаме до резултати за зголемување на платата на припадниците на армијата на Република Македонија за 2018 година, тоа веќе беше јавно најавено, и понатака како синдикат ќе се бориме дека сите оние подобрувања од правото од работен однос, а правото од работен однос и колективниот договор е уставна категорија, да се испочитуваат, да се унапредуваат, за да имаме задоволни работници кои што ќе имаат поголема продуктивност, што ќе резултира со општа благосостојба, односно со подобрување на благосостојбата во Република Македонија. Синдикатот на одбраната и безбедноста брзо реагираше на овој проблем, односно брзо најде заеднички јазик со Министерството за одбрана како потписник на колективниот договор. Во рок од само една недела или 10 дена пристапивме, денеска усвари пристапиме кон потпишување на измените од дополнителен колективен договор, исклучиво за јубилејната награда во членот 97, со кој што ќе повторам се опфатени сите оние припадници кои што имаат повеќе од 15 години работен стаж и сите оние кои што во иднина од денеска па натаму ќе наполнат 15 години, во текот на таа година календарска кога ќе наполнат, ќе добијат една просечна плата на Република Македонија. Ние сметаме дека понатака треба да продолжиме во ова темпо,
треба да изнаоѓаме и пари, и средства, а ќе зумуваме Министерството за посебно министерката да изнаоѓа и политички аргументи, затоа што секој работодавач, во случајот Министерството за одбрана за нашите вработени, е должно да се грижи за неговите вработени и да им обезбеди покрај пристојни плати за живот за вработените и нивните семејства, да обезбеди пристојни услови за работа. Благодарам.